средба со пратениците и војни председатели на политичките партии во опозицијата, со БЕСА и со Алијанса на албанците, околу Законот за јавно обвинителство. Разговорите се во насока на обезбедување на двотретинско мнозинство за усвојување на овој закон. Мислам дека разговорите беа конструктивни, со отварање на теми кои што се легитимни за разговор и теми кои што значат војна и поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство, негово постојување како посебен орган во системот на јавно обвинителство во нашата држава. Кои беа ставовите на албанските политички партии? Дали сте спремни да ги прифатите? Значи, за нивните ставови сум дека некои партии самите да зборуваат. Оние разговори кои што се водеа беа околу одредени одредби. Генерално прифатила нивната начална поддршка на обстојување на специјалното јавно обвинителство како орган кој што ќе има ефикасни надлежности и кој што ќе биде посебно обвинителство, што е всушност дел од сегашниот закон. Во делот на начинот на користење на снимките, како доказни средства ќе разговараме, рековме да ги разгледаме варијантите и ќе има и разговорите ќе продолжат и понатаму, но сметам дека генералната поддршка на СЈО како посебен орган е оно што е најзначајно како резултат од днешните разговори. Од Алијанса за албанци рекоа дека барат и специјално судство. Дали е тоа прифатено и колку ќе беше имплементиран кај нас? Како прашање со тоа што во делот на Законот за јавно обвинителство, значи тоа прашање не можеме да го отвараме. Тоа е прашање за друга дебата, така што сега денеска бевме фокусирани само на Законот за јавно обвинителство. Секако за било кои други прашања кои што ќе произлезат за реформи во правосудството, стоиме отворени за разговори, но тоа прашање не може да се реши во овој закон. Значи, нас денеска тема на разговор не беше конкретно Законот за јавно обвинителство, кој што треба да биде донесен со потребенско мнозинство во најскор временски рок. И разгледавте амандманите на БМР и има нешто што може да се најде? Значи, ги разгледав амандманите на БМР, тоа се амандмани кои што реално таргетираат три групи на прашања. Едната група е околу статусот на специјалното јавно обвинителство, другата е околу доказите и судските постапки кои што во моментот ги води специјалното јавно обвинителство, и третото се круг на прашања кои што таргетираат различни прашања во рамките на законот. Дел има одредби кои што се префрлаат од етичкиот кодекс на јавните обвинители да бидат префрлени во Законот за јавно обвинителство. Значи, сите пораки кои што ги добиваме од Европската унија, кои што укажуваат дека специјалното јавно обвинителство треба да биде обвинителство посебно во системот на јавното обвинителство, значи не е нивно претокување, се практично пораки кои што ги слушаат и представниците на БМР. Јас очекувам дека и покрај амандманите кои што денеска ќе ги разгледуваме на пленарната средба, дека ќе ги имаат вовид и укажувањата кои што еве и денеска беа повторени од страна на амбасадорот на Европската унија кај нас со цел да создадеме решение кое што ќе добие позитивна оценка од Брисел, бидејќи не знам по кој пат ни укажено дека донесувањето на Законот за јавно обвинителство, во кој специјалното јавно обвинителство ќе биде посебно обвинителство со траен мандат, односно постојано тело кое што ќе постои во јавно обвинителскиот систем, со конкретни надлежности е нешто што ќе биде услов за отварање на преговори со Европската унија. Така што очекувам дека тие ставови на Европската унија, тие укажувања ќе ги имаат вовид и представниците на БМР на денешните разговори со цел да можеме да најдеме решение кое што ќе биде компатибилно со европските препораки. Значи, носење на закон кој што ќе задоволи било чии лични интереси
не може да биде прифатено, бидејќи јасно ни е кажано дека законот треба да има одредени квалитетни решенија, одредени стандарди кои што јасно кажува Европската унија и тоа е црвена линија по тоа што не смееме да отстапиме ако сакаме да ги отвориме вратите за преговори. Дали имаме крајен рок? Значи, со нив не сме одржала уште состанок, договараме термин така што ќе имаме средба и со нив. Сите пратеници кои што имаат пратенички групи во рамките на собранието ќе бидат контактирани и ќе биде побарана подршка за овој закон. Така што во рамките на тие средби ќе имаме средба и со новата пратеничка група на ВМРО. Дали за вас е прифатливо СЈО да продолжи како посебен орган и доказите бомбите да немаат рок? Значи, продолжувањето на специјалното јавно обвинителство како траен орган е нешто што веќе се држано во предлогот на законот кој што го даваме. Она што значи користење на материјалите во законот е направено разликување на предметите кои што се покренати до рокот од првите 18 месеци. Во другиот период аудиоснимките ќе се обработуваат и се користат како индици согласно предлогот што го имаме и врз основа на тоа со докази ќе се оди на суд. Значи тоа е предлогот кој што го дадовме, така што било кој предлог или амандман кој што е доставен, кој што бара затварање на сите предмети после првите 18 месеци е нешто што не може да прифатиме. Дали вчера, денеска во средба ќе присутствуваат и од Алијанса и од БЕСА представници? Да, беа денеска, се сретнавме за бајлова. Не, денеска во во работна 18 група. часот. Во Не, Министерството. значи, разговорите ги водиме посебно на денешната средба. Наутро, значи што ја имаме себе посебно од БЕСА представници, на потоа имаме втора средба посебно од Алијанса, во 18 часот имаме посебно средба со ВМРО. Кога е крајниот рок, кога треба да се донесе законот? Значи, кажувањата на Европската унија се дека во најскор временски период треба да биде донесен дека се затвара извештајот за напредокот на нашата. Дали вчера пред 6 мај, односно после председателските не може да започне? Иако има формално. Јас не знам како се неговите кажувања, но она што доаѓа како што ние го разговараме во влада е дека доколку се постигне согласност, навистина очекуваме дека таа согласност ќе може во најбрз временски рок да се преточи во законски текст уставно собрание.